Добар ден, јас сум Златко, ова е шоуто 180 степени на телевизија Телма. Денес, за жал, елиминациона емисија повторно. Повторно нови двајца кандидати си одат, останатите двајца продолжуваат во битката за милион денари. Па денеска возбудено. Прв пат у елиминациона емисија, малце поразлично е чувството да се избориш повторно за да бидеш со надпреварувачите. Ќе ни биде доста тешко, не само мене, на целиот судиски тим. Веќе долго сме со нив. Ќе биде тешко да издвоиме кој ќе си оди, но нивната така, да кажам, судбина во ова шоу ќе е во нивни раце. Ден со нас Данило, Дејан, Марија и Лидија. Како сте? Мило ми е. Исто така денес интересна тема. Имаме доста интересен гостин, познат во светот на крафт пивото. Ќе ви објасни што имаме денес од пиво, со што може да го спарите, а вие ќе се потрудите да го спарите тоа најдобро со најдобра храна. Од сега понатаму немаме правото на грешки и ќе се трудам сето тоа што ми го зборувале као критика да го елиминирам и да направам како што треба. Секако дека имам некој страф од елиминации, меѓутоа мислам дека денеска ќе биде присудно тоа, што би било понатака. А дали се плашам? Па да, има некоја трема. Се надевам позитивно. Здраво надпреварувачи. Тука сум да представам вашата нова задача за денеска. Пред вас има 4 типа на пиво, кои што ќе треба да ги спарите со храна. Имаме една мала кратка презентација на пивските стилови и ќе ви дадам една мала кратка насока отприлike кои типови на храна со кој тип на пиво идат. Ќе имате прилика да ги пробате сите пива, можда нешто сте пробале од овде. Предпоставувам Короната као представник на мексичкиот лагер. Доста лесно пиво, лесно се спарува со салати, со полесна храна, полесни сирења, углавном таква храна одговара на тој стил. За разлика од овие другиве пива, например стаутот е као втор по ред. Стаутот ни дозволува да си играме и со благи ноти и да играме и со зачинети ноти, као пушено месо, као печење, као барбекю сосови. Меѓутоа исто така многу добро се спарува и со десерти, чоколадо, колач, чоколадна торта. Едноставно пеат заедно. Ако се погоди пивото добро, ако се погоди рецептот, онда е она савршено. Као трет представник у оваа група имаме ипата, која што важи за доста поароматично пиво. Значи, што се потешки аромите трпат повише и помасна храна, еве да кажем, зашто маснотијата знае да се надоврзат со другите вкусови, па да малку легне, да се укомпонираат и да биде тоа едно добро комбо, би рекол. Као четврт примерок или представник имаме Blonde Ale, кое што е исто така ароматизирано пиво, слично на ипата, имате прилика да пробате, меѓутоа интензитетот е по-мал, да кажам, и е по-питко, у однос на питкоста, да кажеме, поблиску до мексичкиот лагер. Доста освежително летно пиво. Не се плашам од никого. Мислам, има добри готвачи секако, ама зашо би се плашам? Разгледајте што има на мирници, слободно консултирајте се. Тука ви ставам на располагање. Навидум дело е као тешка, комплицирана работата да ги спарите тие две работи, меѓутоа верувајте, не е толку тешко онака. Само препуштете се на моментот, видете со што располагате, ќе ги пробаме да видите можда самата дегустација, самиот вкус ќе ве однесе, ќе ви даде идеја во глава и ова супер бидело со ова или со она, така да мислам дека можда можеме и да ги пробаме, па можеме да продискутираме околу рецептурата. Да пробаме. Пивопијци. Ајде почнеме прво со... Не, обично кога правиме дегустација, идеме секогаш од посветло према потемно и од полесно, значи помал процент алкохол према поголем процент алкохол. Чисто за да може некој вкус да не доминира, него да идеме од послабо кон појако. Затоа ќе почнеме со лагерот.
Верувам дека ова сте го пробале сите, онака, сте имале прилика, али само по себе мексичкиот лагер е доста лесно пиво, питко пиво, баш онака прифатливо за летни горештини. А има ли врската, например, скумското е баја газирано? Збориме за две различни категории на пива. Ја сакам да дадам еден, обично еден, па ти кажам прост пример. Кога сме женни и сакаме да се освежиме било која ладна пијачка, една обична степ лајтер на цедевите или било што со ладна вода ќе не освежи. Меѓутоа ефектот не е исто како да седиме 4 помаранџи со ладна вода и да испиеме. Да, ќе се освежиме и од ова и од ова. Меѓутоа, отприлike тука лежи разликата помеѓу индустриското пиво и крафт пивото. Крафт пивото се прави од цело зрно, жив квасец, свежи хмелјеви, за разлика за жал она што го немаме во индустриските пива, каде што углавном иде екстракт, стабилизатори, појачувачи на вкусови и ред други работи. Имаме све, само реално она што треба го немаме. И со било која процесуирана храна, во принцип, е истиот проблем. Доварш со наоштрени ножеви. Ќе се наоштрам. Без борба не се дава. Дојде време да ги представиме судиите. Денес со нас Димитар Влажевски, голем дел од ДФД Кулинарското училиште, готвач и добро познат во светот на крафт пивото. Аплодисти молам. Исто така повторно со нас и Зоран Богдановски, шеф на кујна во ресторан Ријас. И надпреварувачи, дали сте спремни? Мило ми е. Вашите 50 минути почнуваат сега. Секогаш сакам да бидам фокусирана на една работа и да истерам до крај. Не сакам да ги оставам работите на пола пат или да се откажувам од предизвиците. Лимон свеж. Знаеме што пееме? Одлучивме? Да, ќе оставам во рина да се пече. Прво мотото. Добро, добро. Само прашам дали имаме концепт. Дали сум окей. Све е окей.
Пази да не си се чесам. Па, у се треба да имаш добра харизма, не само да бидеш добар кувар. Мора да дадеш емоција во храната кога готвиш, за на крај да испадне тоа привкус. Со тоа аголот на ножот ја мести за кожата. И не го тегни ова, фати ја држи ја од доле има кожата. некој? Многу полесно ќе ти иде, извини го ова. Ете, тоа е техниката. Само тегнеш она. Нема потреба ни Спушти го мацот ножот надолу. аголот за до кожа дали, ето. Добар. Да не се мачеш за тоа. Добар, ќе извади. Од опашката, мал засек, не да ја исечеш козата. Добро. Аголот само до кожа да ти иде, само влечи. Нема потреба да сечеш. Ќе ставам само Уште малце надале ножот. Надале не ти останува. Така. Полека. Смирен. Не, супер. Добар. Денеска Валер. Така. Веројатно јас сум личноста која што најчесто више во емисија. Елиминациона, па поминувам, па пак елиминациона, па пак поминувам и така. Така ја се надам дека не издосадив. И мора до крај да си нежен за да ги зачуваш така. Немам, свешено. Кажи ми, кога се соли од двете страни, се соли рибата за мојата и од едната долу. Кога се соли рибата за да излезе од мојата од едната долу. Од една ти е доволно, не мораш. И не мораш многу, внимавај се. Иде? Направи класира од пиво и од бера. Добро, ама заедно комбинационално се. Исто време да се случи. Па филета ќе се испече прво. Па види сега до кај би стигнал. Сигурно до негде подалеку од денеска. Се надевам. Смирен си? Да. Како? Има правило солта колку да стои. Нема гали. Мислиш дека можеш да изфилетираш уште една риба? Пак ја пробам, да говори зачини да. Да. Ако си смирен и ако си фокусиран, пробај. Ако не си, не губи време. Лидија? Ќе пухвам кромец. Све е под контрола? Остави да се пече месото. Добро. Колку време ќе го печеш? Па јас сакам повеќе, но тоа е тоа. Зашто ќе испадне? Мислиш дека треба повеќе? Јас домака го правам по силни сата, печам печење, дека се распадне. Ама Добро. сега добро, за тоа е. Претходно малце го повртав, па така да не беше живо. Добро. Јас сум среќна што и до оваа емисија стигнав. Ја мислам дека веќе 40-та емисија. Така да 40 епизоди се, јас мислам и тоа е доволно. Мислам баш голем успех, така да окей сум си. Јас да прашам уште еднаш, се е според план. Се оди
плански. Па да се Добро. надеваме. О? Зоран ми ако имам време ќе скелетирам другари. Зоран ми Слободно. можам да скелетирам. Само имаш еден минус. На иста даска ги работиш и рибата сечеш и Јас на корнишоните. овие страна ги сечам, не го избеша тоа. Значи се спазвам кај Добро. Да не забораваме само да ги споменеме и спонзорите. Рамстор, Президент, Кожувчанка, Садовите братство, Халбанка, Мак Петрол како еден од поголемите спонзори, Винарија Камник, компанија Фортис, целен инвентар е од Фортис, Витаминка и продолжуваме понатаму. Имате уште 28 минути, има доволно време и ако сте сгрешили некаде да исправите, ако не сте сигурни некаде да ја поправите, да направите уште еднаш. Во овие 2 дена имам над 2500 километри извозено за да бидам тука, за да не се откажам и да можам да покажам што знам. Па може би се гледа на моето лице и подочњаци и се неспиеност. Тргнав синоќа во 7 часот навечер до Левкада и се вратив назад, се бајлев 9 за да можам да снимам. Тука е. Добар. Уште да летнеш, јако требаш. Жешко. Е така раката. Добро. Полека. Сега стоп. Бутни го ножор до крај. Стави ја дланката врз рибата. Ајде. Опа. Оди до крај и сече опашката. Така. Не би бил уопште тажен доколку изгубим. На крај крајава супер се забавуваме, научивме многу работи. Тоа е најбитно. Мислам, за мене е тоа битно. Татар сушот го направи? Да. Со кисело го ставиш? Малко и треба малко да е кисело, реално. Имате еден тон зачини овде. Играјте си со нешто. Не заборавај дека ти е зачинето и ова. Криво ми е кога паѓам на банални работи. Значи, еве со вечката шницла со многу сол, а прекрасна беше. Мислам да не беше таа сол. Па не знам, нешто сум ставила сирење, не сум требала да ставам сирење, нешто во прилогот, зборам. Значи, така, тоа се не се технички работи, оние што треба да се прават, туку такви некои утки. Ето, тоа ми е многу криво.
Да исклучам. Готово е. Мислам дека повеќе треба, но готово. Печење компиров? Печено. Дури мислам. Добар. Само сам бифца, но? Не ставам голяма порција. Малецка ќе ставам, да не ме критикуват. Исфилтрира и другата риба? И другата риба исфилтрира? Да. Браво, не е. Кого би одбил за мој сојузник, не сум размислувал. Мислам дека Лида Тузла би ми била добар сојузник. Знам со кого би играл. Гледајќи ја ситуација, искрено, пак нема да именувам, би бил со девојче. Ама не го именувам, нека остане за мене. 50 секунди. Дваесет. Чисти станици сакаме. Ова да го тргаме или да не го? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Дечки, одиме на дегустација. Би ве замолил за кратка презентација на тоа што направивте и ние да пробаме. Дејан, може да почнеш ти прв? Јас као прв да го скршам мразото, ајде да го си скршам. Пилешко маринирано во сос по нешто не е моја измишлјотина, прочитав се едуцирав пред да направам. Пропржен на масло и ставен во рернам кратко да фати коричка. Сосче има, не знам како да го наречам, тартар. Вака ми изгледа убав. Нешто е као глазура некоја. И трето сосче е нешто као ајде да биде дополнување на тоа со кромит пропржен, путер, капари и малце вино испари. Кромитот требаше можеби да пројде низ седалка, само сосот излезе, ама и вака не беше лошо. За со пиво се разбира, малце е на сол, меѓутоа пиво се бара да се освежи. Така да. Марија? Се надевам доловив нешто. Фала. Денеска задачата беше да направиме некое соодветно мезе за со пиво. Ја направив похован кромит, поховано свински мускул и чипс од компир со зачини по мој вкус. И направив два соса, едниот сос е со мајонез, павлака и кисели краставички, другиот сос е со мед, павлака, мајонез, лимонов сок, сенф и кари. Се одлучив за похованици заради тоа што кај да сум отишла во паб и да сум побарала пиво, секогаш ни сервирале похованици. Као замена за мезе, како нешто уз пивото. И секогаш тоа било премногу зачинето, премногу солено, за да можеш да пиеш повеќе. Се одлучив на таа варијанта од искуство. Данило? Ја ќе бидам краток, ја направив фиш енд чипс со тартар сос.
Нормално Задоволен? во темпурата ставив, па мислам дека рибата можеше уште малку да се не газеше времето, но мислам дека е пржена, но по бојата мислам дека можеше уште малку да се испржи. Ќе видим. Ќе пробам. Лидија? И јас направив, акцентот го ставив на свинско филе, маринирано со сенф, го печев после тоа во ставив рузмарин и на крајот ставив пиво со лажичка мед и го намачкав тоа од озгора. И за толку кратко време излезе превкусно, мислам го пробав. Месото како за печење е одлично. Другото го гледате, мислам похован кромит, мајонез со кисели креставички и пекарски компир и чери доматик за декорација. Дали го исчисти филето од таа сива жила површинска? Не, го исеков и тоа го тргнав на страна. Мислам, го печав, нели, И само тоа што е... Зошто цело парче филе имаш цело, Да, го исеков и го ставив назад го ти вратив. ја одбра главата. Одбрав малце да има мрсничко, малце, да си биде посочно. Ето. Ама нема жила. Ќе пробам. Ќе пробате. Месото не го истранжирав заради тоа што мислев дека е истранжирано. Меѓутоа го преполовив и го вратив делот кој што мислев дека има жила. Денес имав тежок предизвик, што сам си го избрав. Мислам да изфилетираш риба, да ја спремиш кој што треба, не знам, компирите, тартар сосот. Може да почнем? Може. Морам да разсечам. Карбирај, Може шеф Златко. да нема потреба да се пробува само да. Малку ме плаши ова. Дали измери температура? Па измерив. Вајле измерив. Не ми тикне, ама измерив. Го употреби термометарот? Мислам дека жива. Не го употребив, изгледа. Не, до коска е. Пржено, како може да не е. Може да пострана. Колку му треба? Крилца, таму ти е помалку. Колку на ти толку содржаен. Пристапот кон копанот со месо не го познавам, не може да се правам експерт. Погрешив во тоа што не ставив термометар. Немав намера да ставам, не ни ставив, мислејќи дека го разбирам. Меѓутоа погрешив. Права страна можеш. И за овој тањер одбра лагер пиво, мексикански лагер, Корона, така? Да, отвори ја тогаш. Да. Да.
Добре, але што ќе сосат? Мене ми е најдобра страна приготвување десерти. До сега ниту еднаш не се погоди да правиме десерт. А искрено се надевам на такво нешто да покажам што знам. Па види, имам шанси да победам. Да бидам нескромен, ама ако да си замислам дека ги нема камерите околу мене, судиите, никој да не ми прави притисок, веројатно тоа би го извел малку подобро. Во било кој јади. Барем така дома правам, немам ни камери, немам никој. Пробај со пиво. Да. Не смислам делот со пивото дека го имаа сватен. Да. За тебе нема кромич? Хујово. Ти дам од мојот. Имам моќна фокус, посветена сум, го сакам тоа што го работам и мислам дека ќе биде добро. Драги такмичари, дојде и тој момент да ги пробаме и да ги искоментираме вашите тањири и што сте направиле. Ајде ќе почнам од тука, од позади што се вика, од Лидија. Лидија, имаш комплетен тањир, меѓутоа не скроз дефиниран. Малку сервисот не ми се допадна онаа маснотија и она. Секогаш труди се да биде чист тањирот. У однос на спарувањето имаш добра комбинација направена, имаш свинско филе комбинирано со ипа, доминантни вкусови. Не толку тешко, меѓутоа она као ипак печење. Грешко у печењето одбра погрешен дел од месото. Не ти е чисто, не е малку жилаво. Секогаш кога ти имаш една прачка пред тебе, пробај жилите да ги чистиш. И да одбереш можда почетокот на филето, ти имаше по-ровка и
Овде баш кај жилите и се гледа дека не си ги чистила. Во однос на комбинацијата и на парингот кој што тоа требаше да го постигнеме, тука си блиско. Тука имаш добра комбинација направено и ипата со свинско филе печење иде. Имаш гарнир, имаш малку салатичка. Можеше тоа малку подобро да го организираш, меѓутоа од тој аспект е комплетна. Јас само ќе се надоврзам на колегата тоа што го кажа. Ние имавме еден мал момент кога те прашав дали си сигурна дека сакаш да го печеш свинското филе 30 минути. Ти ми рече дека го правиш толку време и дека дома го готвиш додека се распаѓа и така натаму. Меѓутоа свинско филе како свинско филе, самиот збор филе кажува дека е не толку масно месо кое што пребрзо се суши и многу лесно може да се исуши. Со тоа што оваа количина, колку имаше тука 150 грама, не повеќе од 9 минути. Ке беше повеќе од 9 минути печење, 3-4 минути одмарање и сервирање. 30 минути за свинско филе од 150 грама е премногу. Од кога го приготвив, не го ставив цело месо пред судиите, како што они помислија, баш заради тоа што бев критикувана за големи порции. И сега сакав да направам мала порција и пола од месото го оставив на страна, значи не е точно дека месото од 150 грама сум го печела пола сат, не беше така, поголемо беше месото. Данило, претходната епизода ризикуеше. Овде не знам дали ова ти спаѓа у ризик или не, ама ја погоди работата овој пат. Одбра Блондейл, Сешан ипа, која што е малку помека, да кажем, од типата, она обично е по-питка, летна варијанта на пиво, ароматизирано пиво и одбра добар паринг. Ова ти е на место, можда компирот можда можеше малку подобро да се изведе, меѓутоа еве него зијаме тоа као замерка. Лесен оброк, избор на лесно пиво, ароматично. Овој пат го убаде. Добро. Данило, искрено драго ми е што си направивме муабет, што отиде на варијанта да правиш риба, да правиш fish and chips, да биде нешто поразлично, да видиме нешто по-друго. Дефинитивно мораш да работиш на скил, филетирање, обескостување, вадење на кожа, на риба. Мораш посмирен пристап, паниката не те води нигде, поготово во кујна, значи најлошо нешто што можеш да го направиш во кујна е да паничиш. Не дај Боже, ќе остане коска, недопечено, ќе отруеме некого, некој ќе се загуши, значи си играш со човечки животи. И друга работа, да, компирите си бараа уште можда минута до две, така. Нешто на кое што би сакал да се фокусираш, не само ти и сите вие, кога работите на нешто, малце да се размислува логички што правиме и зашто ги правиме работите онака како што ги правиме. Ти служеше риба. Со што иде риба? Со што пијачка? Не со што пијачка. Што фали во тангерот? Лимон. Најбитното нешто за fish and chips. Уште од кога се одлучи дека ќе правиш fish and chips и требаше да имаш лимон на маса. Без лимон не е комплетен вкусот. Океј, имаме сос, имаме дип, меѓутоа лимон за риба секогаш. Ме совлада паниката, уствари ме совлада, првата риба не беше добро изфилетирана. Извадив мали парчиња и по сугестија на судијата Зоран, на шеф Зоран, успеав да изфилетирам уште една подобра. Мислам да извадам 2 филети од втората риба и тука изгубив доволно време, ме фати паника и се деси тоа што се деси. На крај ми останаа 10 секунди за да ги ставам во тањир и скроз заборив на лимонот. Марија,
Марија, на почеток кога зборевме тргна многу храбро и да кажам ми ги зема симпатиите на почеток, меѓутоа после се предомисли, одлучи да идеш на друга варијанта. Првичната идеја кога зборевме ти беше ставот со нешто благо, што кај мене најде на поздрав. Меѓутоа небитно, ја смени идејата, подбра прженица, пржена даска, да кажам, похована даска. Компирот малку ти е претеран со... не би ги, имам 3 компоненти, не би ги сите исто многу, би си играл едно да е поише, друго да е малку поразлично. Инаку да, погоди, немаш промашај на ова у комбинација со пиво. Пивото ти беше мексички лагер, летно исто пиво, лесно easy drinking што викаат, и ти беше на место даската. Мислам, немаш промашај, едноставно играше сигурно, се покажа као добра варијанта, со стаутот може да ти плескав, не знам што ти направеше, доста смело тргна, храбро и немаше да сгрешиш мене ако ме прашаш, пошто стаутот као пиво стварно добро се спарува со благи работи. Браунис, кукис, торти, разноразни. Океј, ја погоди you nailed it. Овој пат као збор, иако компирот и некои други работи ми беа малку јаки за чинити, можам да разберам демек да се пие, нели, као поише али не секогаш тоа проаѓа. Више имаш добитна комбинација. Марија, сейф варијанта, убава даска. Овој сос мислам дека беше екстра. Сосема непотребен и различно од тоа што го направи претходно. Мислам дека не идеше заедно со тоа што го спреми, значи свинското филе си беше добро сготвено, беше маца розовка внатре како што треба да биде, кромидот беше убав, чипсот можда бараше малце поише внимание, ама беше тука негде. Се варијанта даска за сопиво одлична, според мене. Ја мислам дека компирот требаше последен да го пржам. Ако го испржев последен компирот, немаше ни да омекне, ни ништо, ќе беше како првично кога го извадив, крцкав и се. Ама го испржив првен компирот, па кромидот, па месото и највеќе внимание му обрнав на месото. Требаше на компирот, затоа што компирот последен, ако го извадев, ќе беше крцкав. А компирот стоеше некои 20 на минути и веќе како компирот стои, колку повеќе се лади, оно мекнува. Не помислив на тоа у тој момент, кога почнав да го сервирам, кога го фатив во рака, видов дека уствари тогаш почне да омекнува. Дејан, неколку грешки имаш направено, извини вака, ништо лично онака. Прво, не ми е скроз комплетен твојот тањер. Остана само на батаците, другото го снема. Втора работа, кога ќе бираш пилешко со коска, мораш многу да пазиш да биде целото испечено, пошто секогаш имаме проблем кога било кое месо правиме со коска, надворешниот дел ние секогаш дури оверкук мислиме дека е. Више смена мисла дека ќе го загориме, меѓутоа кога убаво ќе го расечеме, ние стално сме живи околу коската. Да беше говецко некој биф или некој такво парче, може и да пројде. Живо пилешко не смее да се деси. Можда требаше да го расечеш, да пробаш да го обескостиш, ти имаше можда подобитна комбинација. Тоа ти е грешка. Пилешкото е као избор за паринг со пивото и ти имаше мексички лагер, као лесно пиво, летно пиво би го рекол, пилешкото спаѓа од тие некои као полетни варијанти, тука не промаши, меѓутоа изборот на пилешко со коска и начинот на припрема на истото, мислам дека го погреше овој пат. Дејан, си направивме и јас и ти муабет, ти кажав дека треба да завршиш во печка. Ти кажав дека ти треба глазура. Не направи глазура. Околу коска е живо, за жал. Вкусот не можам да го коментирам. Али живо е живо. Па изгледа погрешив, добра. Негде кикснуваш, кај што не си се уште на две здрави нозе, да речем дека сум кувар, не сум, учиме. Убаво темелно ми објаснија.
Се надевам свативте, научивте. Што се однесува до околу парингот, според мене беа добри. Само ќе додам кратко што ми сметаше кај секој. Во целост, кај сите треба внимание. Знам дека ве гази време, знам дека е тешко и напорно. Некоја земете помал залак, но додадете внимание на тајнирот. Нека биде едноставно, ама направете го најдобро. Ако земате парче месо, земете го центарот, но и бавото парче месо, имате можност, одберете најдобро. Ти фали техника, можеш на крај, доколку не се изгубеше во фритирањето, да на крај си поиграш малку со сервис, вистина фиш енд чипс едноставно јади, но можеш да ми покажеш нешто плюс. Тука планирањето. Пополека. Убаво, фино, секое парче да биде исто. Свинското филе да не биде така планирањето со грудки, грубо. Добро беше, но му треба внимание. Исто и таму. Имаш идеја, немаш идеја. Почна, застана. Вака ќе правам не ми оди, се види дека влезе во сива зона, не беше спремен од почеток и тоа те кошташе. Јас би ги поздравил. Данило? Дејан сум ја, извини. Дејан, извини. Драго ми е, Дејан. Со тебе да завршуваме, Лидија. И со тебе исто. Се надевам нема да губите надеж. Ја чекаме повторно. Во обичај кулинарското е секојаш, школа секојаш отворено. Се гледаме наредно. Мислам дека ако го погодев квалитетот немаше да правам. Присудно е друго нешто. Не е само квалитет, слика, визуелно, него мислам дека другачи ги гледаат работите. Бар ја така мислам. Каде што осетив во последните 2 епизоди дека на вкус не се оценува, него се оценува на нешто што професионалци што го разбираат, па излеа голта за да пројде. Ја така мислам. Стигнавме ги најдобрите 8 и многу ми е драго, мислам дека уште можев да дадам. Меѓутоа се сложувам комплетно со изјавите на Дејан во однос на некои моменти. Или што би се рекло, Калимера нема правда. Не беше лесно за прва елиминација. Може другите, пошто беа на повеќе елиминации, некого им беше сеедно што ќе направат. Мене не ми беше сеедно. Ако паднев на последната елиминациона емисија, ќе ми беше многу тешко. Мерењето до кај ќе стигнев не се надевав, ни на финале, ни ништо. Ме валат од колосек, некој валја е се у животот, школа, неправилности, јас што ги гледам од моја гледна точка. Во смислот, нели, едно мислиш, друго испаѓа, а кај стигнав, сум презадоволен. Кај ќе ме однесе нешто во иднина, дали ќе се најдам, пошто сум сосема друго бранша и можеби, треба да помине време, вајлја да приспијам, да ми легне и предизвик некаков за во квиз или некое надпреварување, мислам не. Пошто гледам дека се е неправда. Искрено ми беше драго што имавме емисија со спарување на пиво и Исто и мене беше било што храна, обично тоа не се преминува многу кај нас, на виното си ги држи првите 3 позиции. Меѓутоа, мислам дека и не беа на крај толку лошо, колку толку ја сватија поентата, сега оние работи техникали што им фалат, тоа е више апдейт треба да си прават нон-стоп. Така да Дефинитивно. Според мене многу едукационо. Мислам дека нешто што можеме да го негуваме малце повеќе во еднина. Видовме многу интересни комбинации. Научив и јас нешто ново за спарување на храна со вино, така да драго ми беше што бев дел од ова цело искуство. Сина се, добра епизода, интересна, вкусна. На мене останува да порачам, се гледаме во наредна епизода со последните 6. Гледајте 180 степени, телевизија Телма, ќе биде интересно. Поздрав!